Добре ден за академик Таки Фити, поранешен председател на Македонската академија на науки и уметности. Главниот фокус е ваш економската состојба во државата и светските движења. Дилемата прво на светско ниво, но и на домашната економска сцена е дали е избегната рецесијата, според одредени прогнози на ММФ, е дека оваа година постепено ќе спласне инфлацијата, а дека ќе го избегнеме можеби најлошото, а тоа е да западнеме и светот, но и дома во рецесија. Кои се вашите проекции? Па видете, ако тргнете од проекциите на Светската банка, на Меѓународниот монетарен фонд, тие се лоши во основа. Ќе се навратам на тоа. Инаку, ние треба да појдеме од тоа дека веќе 15 години светската економија проаѓа низ многу тежок временски период со акумулирање на многу тешки, длабоки рецесии, како што беше големата рецесија 2007-2009 година. После тоа уследи еден раст до 2019-2020, кој што формално економистите го бележат како период на експанзија, на заживување. И тоа не беше вистинска експанзија. Затоа што стапките на економски раст во светски размери беа многу пониски, најниски од било која друга претходна фаза на експанзија во последните 150 години. Па уследи ковид кризата, таа траеше краткорочно, пак според методологија како ние ја дефинираме, траеше само 2 месеца. Де факто, меѓутоа го предизвика најсилниот краткорочен пат на економската активност. И после тоа дојде енергетската криза, што е многу тешка, многу сериозна, енормно се покачија цените на енергенсите, така што тоа придонесе да проработи инфлацијата и да ги придвижи економиите кон таа состојба на стагфлација, многу тешка модификација, промена на бизнис циклусот, која што претпоставува едновремено во економијата да постојат 3, јас велам, зла. Ниски стапки на раст, стагнантни, често и негативни, висока инфлација и релативно висока невработеност. Има разлики, например, експертите пред Давос дава негативни прогнози во однос на она што не очекува во наредниот период. Од друга страна, ММФ со оптимистички прогнози, а тоа е дека инфлацијата полека ќе спласнува, а дека ќе го избегнеме процесот, односно ќе избегнеме рецесијата. Да, меѓутоа, водејќи сметка за сите овие состојби што претходно ги спомнав, кај Меѓународниот монетарен фонд се прилично претпазливи, тие велат дека ги намалуваме прогнозите за стапките на економскиот раст во светски размери од 3,2 на 2,6, со 25% веројатност дека растот, стапките на раст ќе паднат под 2%. ММФ предвидува намалување на европската инфлација година на 6,6, а до година на 4,5%. Што е со проценките на инфлацијата? Види, очекувањата се она што вие го кажавте, дека почнувајќи од втората половина на оваа година, стапките на инфлација ќе почнат да се намалуваат насекаде во светот и полека ќе се движиме кон онај нормален таргет за високо развиените земји до година 3-2% и така натаму. И тоа прогнозите се многу неизвестни. Ние не знаеме што ќе се случи со војната во Украина. Ќе престане ли таа брзо или ќе продолжи, а тоа има силен ефект врз покачување на цените на енергијата. Меѓутоа, јас сум оптимист во смисла на цените на енергијата и знам дека тој проблем ќе се реши како што се реши 73-74 кога беше првиот нафтен шок и на преодот на 80-тите години на минатиот век како што беше вториот нафтен шок. Како се реши тогаш проблемот? Не беше најден поевтин извор на енергија од нафтата. Нафтата остана основен извор на енергија. Но беше пронајден нов технолошки модел. Значи, излегува микрочиповите, микроелектрониката, кои што силно го намалија потрошокот на енергија по единица производ и тоа предизвика вистинско преструктурирање на економиите. Сега истото ќе се случи со новите зелени технологии. Ќе треба еден период од 2-3 години, меѓутоа тие многу брзо се развиваат, брзо се имплементираат и тоа во голема мера ќе го релативизира проблемот. Да не зборувам за тоа дека се предвидува дека за кратко време веќе ќе се реши и проблемот со водородот, производство на електрична енергија од водород, што би било трајно решение за дефицитот на енергија во светски размери и така натаму. Академик Фити, една подруга
криза, со една подруга криза се соочувавме. Енергетска, претходно здравствена, економска. Како во овој изминат период успеавме или не успеавме да ги менаџираме овие состојби? Стандард и Пирс со непроменета оценка ББ минус, стабилен денар, покачување на постојните девизни резерви на над 3,9 милиарди евра. Дел од упатените велат дека нема координираност помеѓу фискалната и монетарна политика. Па видите, да ви кажам, Македонија се справи малку потешко со многу повеќе пари, затоа што ние сме дефицитарни во енергија. Години, како што знаете, не е инвестирано во некој поголем позначаен објект и сите земји што имаат дефицити зависат од увоз на енергија, посебно кај нас на електрична енергија од нафта, потешко се справува. Битоа го направи тоа што го направи владата, сега се јавува нов проблем околу координираноста на фискалната и монетарната политика. Сега имаме стагфлацијски тенденции. Значи ниски стапки на раст. За Македонија Народна банка предвидува дека ќе завршиме оваа година место со 2,9 со 2,6. По мене и тоа ќе биде добро ако се оствари. Меѓутоа, кога имате стагфлација, не можете вие да одите со оние мерки со кои што одевме претходно, за време на големата рецесија, па и на ковидот. Знаете, кога имате класична рецесија, ние ја викаме рецесија на страната на агрегатната обарувачка, тогаш што се случува? Во класична рецесија буџетот троши многу повеќе и прави дефицити, значи она што го викаме фискални стимули, и ги намалува деношните стапки за да го заживее растот, а монетарната политика кога имате таква класична рецесија е прилично лабава, со бидејќи каматните стапки се ниски, таа почнува исто така да станува експанзивна, односно да дотура ликвидност во економијата. Така не ќе можеме сега. Сега имаме стагфлација. Ако буџетот многу троши, тоа има и инфлаторен ефект. Има инфлаторен ефект. Ако монетарната политика е лабава, тоа има инфлаторен ефект. Значи сега што треба да прави буџетот? Прво, буџетот мора да се концентрира на зголемување на фискалниот простор. Учеството на јавниот долг во бруто домашниот производ надмина 60%. Ние мораме да се спуштаме надолу. Во буџетот за оваа година е намалена стапката на дефицит на 4,6% и ако тоа се оствари, тоа е добро. Почнува тој процес на консолидација. Повторно да создадеме буџетски простор, бидејќи ако се јави нова криза, немаме како да интервенираме. Ударот или фокусот на фискалната политика треба да биде на јавните инвестиции. Значи јавните инвестиции, продуктивни јавни инвестиции, посебно зелени технологии, енергетика, фотоволтаици, ветерници и така натаму. Исто така, значаен дел од буџетот мора да биде насочен кон човечкиот капитал, значи подобрување на системот на едукација, образование, знаења, вештини за вработените и така натаму. Значи еден вид на продуктивни инвестиции што ќе доаѓаат од јавниот сектор и кои што на еден и друг начин се мерки на страната на понудата што се добра мерка против стагфлацијата. Не е доволно да речеме фокусирано во владините политики потикнувањето на нашите локални фирми, мали бизниси, да учествуваат во тој што го викаме синџир на вредности на во регионални размери. Просто кажано, нашите фирми имаат мало учество како субконтрактори, како кооперанти во производството на странските компании во нашите трговски зони. Тука треба да се направат мерки да се стимулираат нашите бизниси да произведуваат резервни делови, инпути, неопходни за потребите на странските компании, а има во тие политики предвидена мерка, значи треба субвенции со едукација на луѓето во малите фирми што сакаат да бидат кооперанти на големите фирми, со помош и давање на средства за евентуално иновативни пристапи во организација на производството, маркетингот и така натаму и така натаму. Таа мерка треба малку да се засили во буџет. Сега монетарната политика, пазете. Монетарната политика, како што знаете, бидејќи е стагфлација, веќе 3 пати ја промени, 3 или 4 пати основната референтната каматна стапка, сега е 4,75. Тоа почна да се одразува на каматните стапки на бизнис секторот, на ново одобрените кредити. Гледате, тие се зголеми од 3,2 на 5,2, 5,3. И тоа ќе дејствува на обесхрабрување на инвестициите од приватниот сектор,
а целта е да се намали инфлацијата. Даноците во ваква ситуација кога имате инфлација треба да растат. Меѓутоа тука е сега противречноста. Ако ги зголемите даноците, тоа ќе има пак негативен ефект врз економскиот раст. Ако монетарната политика претера со референтната каматна стапка, тоа ќе ги дестимулира инвестициите. Значи мора една добра координација и мерка да се најде меѓу двете политики, бидејќи тие на краток род се како да речем субститути. Ако буџетот многу троши, Централната банка мора да стега и обратно. Јас ги споменавте даноците, следуваат даночни затегнувања. Академик Абдулменав Беџети вели дека со мали даночни прогресии ќе се слеат дополнителни околу 90 милиони евра во буџетот. Вие во овој доста малку по-внимателни. Да. Јас ви кажав, кога имате инфлацијски притисок, треба да растат даночните стапки, меѓутоа јас мислам дека првата работа што треба владата да ја прави не толку зголемување на даночните стапки, реформи ќе треба да се прават, со тек на време ќе треба и прогресивен данок да се воведи, тука се сложувам, рамниот данок си ја заврши својата функција. Меѓутоа, знаете, деликатна ситуација. Не е сега главно да се концентрираме на зголемување на даночните стапки. Мали промени ќе има, проширување на даночна основица и така натаму. Елиминирање на бројни ослободувања кај даноците и слично. Имаме ние еден значаен извор да ги зголемиме буџетските приходи, тоа е сивата економија, која што учествува со 35%. Тоа е сектор, главно приватен, не само приватен, кој што не е оданочен, не е регистриран, не плаќа. А знаете што е 30% ако имаме повеќе сива економија, тоа се 3,5-4 милиарди долари плюс. Ние не можеме да ја елиминираме комплетно, ниту друга земја може комплетно сивата економија, ама тука да се направи еден чек. Во овој кризен период, како се однесува предприемачите и македонските компании? Се доведовме во состојба на недостиг од работна сила. Се погласно се говори за неопходноста од увоз на работна сила. Дали тоа значи дека не знаеме да ги цениме нашите вработени, или натаму компаниите со ниски плати ќе се обидат да ги задржат како така да останат во нивните компании? Видите, прво предприемачите во ситуација на вакви прилично тешки рецесии, кризни нарушувања, нормално е и секторот на домаќинствата, граѓаните, да бараат поддршка од државата и таа го дава тоа, со тоа што таа поддршка мора да им се даде на граѓаните, особено на оние од ранливите категории, значи на онаа популација што има најнисок доход. Исто така и предпријатијата бараат помош, меѓутоа и тука треба селективност, повеќе да им се помогне на оние предпријатија кои што се поиновативни, кои што произведуваат средства за живот и така натаму, значи не на широк план. И бараа, како сите, бараат и нашите предприемачи, и малите, и предприемачите, и директорите на големите корпорации. Меѓутоа, јас исто така мислам дека тие веќе реагираа принудени од оваа ситуација на кризата, да речем предприемнички, на тој начин што огромен број на фирми веќе монтираа фотоволтаици, нешто што се поценува кај нас. 120-130 мегавати се инсталирани капацитети на фотоволтаици на крововите на фабриките главно, во дворовите на фабриките и така натаму. Тоа е една релативно голема хидроелектрана, да речеме 120-130 мегавати, и тоа е направено со сопствени средства, со сопствени инвестиции, тоа ги релаксира, бидејќи тоа е ефтина енергија. Инвестицијата е многу исплатлива, а ефтина енергија што се добива од сонце. И тоа ќе ги релаксира. И сега што е проблемот на предпријатијата? Силен пораст на трошоците на производство заради порастот на цената на електричната енергија, на струјата. Особено во оние компании што се, ние велиме, енергетско интензивни, односно во кои што потрошокот на енергија оди до 60% во структурата на цената на нивните финални производи. Пошто рече следите тренинг, мој соговорник академик Таки Фити, корупцијата еродира отпорноста кај политичарите кои веројатно се обидуваат во еден мандат да се нафатираат. Овој проблем со корупцијата и криминалот во речиси сите меѓународни извештаи ни се нотира како главен негативен тренд.
До кога ќе... Тоа е изворено голем проблем. Гледате, 85-то место сме на листа на меѓународните институции што го мера степенот на корупција. Формално, ако гледате, има некое подобрување и така натаму. Академик Фити, меѓутоа нема доверба ниту во институциите, ниту во тука е проблемот. Кај нас еден од најголемите проблеми се владење на правото, судскиот систем и така натаму. Она што ние го викавме заробени институции, уште не се ослободиле. Ефикасноста на институциите е многу слаба. Треба тука, значи, да се најдат механизми. Ние ги знаеме изворите на корупција, гледаме и анализи, има многу. Знаеме колку е тоа негативно за економијата и така натаму. Меѓутоа, судскиот систем, контролата, сите пријави на луѓе што загазиле во корупција, треба брзо да се ефектураат преку судовите, да се носат пресуди. Значи, строга регулатива треба кај корупцијата. Дури јас мислам дека кога корупцијата доаѓа од највисоко ниво, од луѓе кои што се на функција, таму треба да бидат уште построги мерките, затворски казни и така натаму. Мора тука уште да се менува регулативата и мора да се зголемува ефикасноста на судството. Декларативно сите тоа го зборува. И министрите, но никој ништо не презема. Меѓутоа никој ништо де факто не презема или не презема доволно за да тоа се спречи. Споредно е и податоци до кои дојде. Зарем е можно човек, фирма годишно да врти над 200 милиони евра во енергетиката? Зарем е возможно над 150 милиони евра во увоз на јаглен да се купува газ со 30% повисоки цени отколку тековните на светските берзи? Дали ова уште еден показател за ерозија на системот? Па најверојатно и тука има такви елементи, бидејќи пазете сега, гледам и овие расправи што се меѓу Мак Петрол и ЕСМ и така натаму. Ова е тешка ситуација и сега, знаете, кога одите на слободен пазар, цената многу флуктуира. Де паѓа, де се намалува, на гасот сега е прилично намален. Оти гасот има најголемо влијание врз електричната енергија заедно со јагленот. И сега во една таква ситуација на неизвестност секогаш сте во дилема. Дали да одите на фиксна цена, некоја што е прифатлива за вас, или да одите на променлива. Ако појдете на фиксна цена, а силно паднат цените на гасот, како што сега се случи, ние губиме. Па го кажуваше Мак Петрол. Ако одите на флексибилна цена, па ако ве фати некое повторно големо покачување, исто така губите. Така да тоа може да биде некош направено со добра намера, но исто така не се исклучуваат во таква ситуација и коруптивни активности. Затоа тука контролата треба да биде многу силна. Академик Фити, разговорот ќе привршувам со најавата за дека МАНУ подготвува национална развојна стратегија 2040 година. Некој ќе рече научниците во академијата постојано работат некои стратегии, но тие се сведуваат само на хартија без при тоа да се имплементираат. Дали државата го слуша МАНУ? Видите, ние се обидуваме, често пати не викаат на економско-социјалниот совет, не викаат и за други консултации, да речеме министерот за финансии. Не викаат за да се сликате или објективно? Не викаат да поразговараме, да направиме, да речеме екс-министрите ги вика. И сега кога ние разговараме како експерти, нема големи разлики тука, иако се со различни идеолошки пристапи одделни министри. Исто така, некои министри сакаат да слушнат и слушаат. Да речеме, во однос на енергетската стратегија и акцискиот план, многу добро соработуваме со владата и не слушаат околу тие мерки. Наши луѓе учествуваат и во подготовка на самите мерки. Исто така не вика и за време на ковидот, дел од економистите. Видите, паметна влада треба да слуша, а само бендисана не слуша. Меѓутоа... Како е оваа влада? Па како е оваа влада, зависи од кои министри. Некои министри сакаат да не чујат. Еве, министерот за финансии, да речеме, добро, кој што самиот доаѓа од професорската фела, има големо искуство, многу често не вика и не прашува и не консултира. Други помалку викаат. Ако вие му се најавите. Ама сега јас да се најавувам или не знам некој мој колега да ти кажам ова и она, макар да и тоа ние го правиме, ако не го правиме така, ќе го правиме на овој начин. Укажуваме каде се грешките, што треба да се коригира и слично. Видите,
како да ви кажам, не соработуваат доволно владите со науката. Академик Фити, на крајот разговорот ќе го завршам со она што речи си постојано не следи некакво проклетство како држава. Постојано да бидеме заробеници на геостратешки игри, па помалку и на недоразбирање со соседите. Се сеќам дека и во времето, додека вие бевте председател на МАНУ, се решаваше преспанското прашање, проблемот со Бугарија. Што е ова проклетство што не знаеме да најдеме сега заеднички јазик со источниот сосед? Во Македонија веќе од 2021 година се работи на национална развојна стратегија за наредните 20 години. Тоа е еден стратегиски, многу комплексен, многу визионерски документ кој што треба да ги засртат патеките на развој, да ги утврди патеките на развој во сите сфери на општественото живење. Не само економија, целокупниот општествен развој, и тоа условот е што? Тоа да се направи со широка консултација на сите засегнати страни. Значи, тука треба наука, економска заедница, јавни институции, министерства, агенции, невладини сектор и така натаму. Тоа е едната работа. И второ, ќе треба, ако сакаме да ја реализираме од она што го рековте, пишуваме стратегии, после тие се фрлат, остануваат во ФИК, не се реализираат, треба да се постигне за таков стратегиски документ, тоа е веќе меѓународно искуство, еден сеопшт консенсус. И тоа консенсус меѓуетнички, да речем, меѓуродовски, меѓупартиски. Тој документ да биде прифатен од сите и секоја влада, се едно што една влада ќе падне, друга ќе дојде, да продолжи да го реализира тој документ, да го проверува постојано, да го актуализира и слично, за да тој стане некаков обврзувачки документ кој што ни го покажува патот на раст и развој. МАНУ се вклучи релативно доцна. Иначе, оваа стратегија е финансирана со пари на амбасадата, британската амбасада, тој фонд за добро управување, се вклучи и словачката сега, словачкото министерство за финансии со тие пари, а го координира и фактички на еден друг начин овозможува имплементација UNDP, програмата на Обединетите нации за развој. МАНУ се вклучи дури таму негде октомври месец 22 година. Тие студии што беа направени од наши експерти во тој процес на подготовка, едно 7-8 во областа на образование, економскиот развој, животна средина, енергетика и така натаму во низа области, тие студии ние ги ревидиравме, ги актуализиравме. Не натера да направиме исто така 3 нови студии, истражување и развој, економски развој, зелена економија и зелени работни места и јавни институции, ефикасност и слично. Сето тоа ние го направивме за многу краток временски период, ни беа дадени само 2 месеци. Исто така после натера да направиме посебни студии, прво релативно кратки, меѓутоа ударни, за клучните елементи на стратегијата. А клучните елементи се прво човечкиот капитал, второ економскиот развој и зелената економија, трето животна средина и енергетика и ова енергетска трансформација и четврто инфраструктура и институции. Тоа го направивме и после бара сите тие да ги обединиме во еден краток документ. Сето тоа го направивме со консултации и со невладин сектор и со сите засегнати страни, правевме работилници, така да таа подготовка е сега завршена. Сега треба да продолжи таа фаза. Јас верувам дека МАНУ ќе биде таа која што ќе води целата работа, бидејќи МАНУ е во состојба, бидејќи колку и да биде критикувана, таа е респектибилна институција, има дигнитет свој и ние можеме да собериме огромен број на експерти од различни институции под чадорот на МАНУ за да изработиме оваа стратегија, но таа мора да биде научно фундирана, мора да постигне општ консенсус и да придонеси за голема инклузивност, вклученост на сите во изготвот, за да секој тој документ го чувствува како свој и да можеме да го имплементираме. Академик Фити, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Тоа беше академик Таки Фити. По кратката пауза за реклами продолжуваме понатаму со содржините за ово издание на емисијата. Следете.